Епа, спонтан аплауз и за Жаре. Еве, звукот на платената публика, почитувани дами и господа, е прекрасен. Жаре, иначе, мило ми е кој ќе видам нормален водител на телевизија. Под нормален, подразбирам нешто, еве, од прилика вака. Ти не си нормален, мислам најдобар водител, може би. Пошто, кој ќе споредам со водител или водителка, не дај Боже, на утринска програма, мислам дека тоа треба во уставот да се вметнит и да се укинет. Зошто ќе речите зошто, Никола, зошто сега шубо така на утро, мислам, ќе не расположа. Не, она е премногу ентузијазам во единица време, особено понеделник, сабајле, 5 без 15, кој ќе ја видиш на телевизија. Добро утро, почитувани дами и господа! Денес е понеделник! На сите ни треба малку повеќе енергија. Не, сестро, понеделник, сабајле, не ми треба повеќе енергија. Ми треба кокаин, само очи да отворам. Ми треба стероиди и органон да отргнам да станам. Таја преентузијастот, сабајле, денес е понеделник! Ова е најтешкиот ден во седмицата. Шо се радвиш толку, мори, како ти да го имаш измислено тој проклет понеделник? Добро утро! Шо е следно шо ќе речиш? Земете оштар предмет и издупи го ближниот свој. Се врагаме по рекламите. Кој ентузијазам, човеку? Денес е понеделник. Од друга страна, па ја разбирам, знаеш, затоа што си викам за да дојдет во ТВ студиото во понеделник, во 5 без 15, таа утрата треба да почнит со спремање во 3. Петокот. Да станит едно кафе, друго кафе, ладен туш, топол туш, Red Bull, криптонит, се да закачит за да се подосвестит малце. На лицето не шминка, почитувани дами и господа, не, Кнауф Вебер, комплетно со глетовање. Прво една груба рака, мајстори од Вевчани ќе дојдат, скеле ќе постават, па после една груба рака, па после фино, па глетовање малце и само овде дупчиња ќе остат околу очињама, за да не убиет со ентузијазмот во студиото на утринска програма од сабајле. Добро утро, денеска е понеделник! Господе Боже. И за кој теми, брат муабет, понеделник, сабајле? Денеска ќе зборуваме за здравата исхрана. Викам, браво, сестро, тоа е првата работа на која шо ми теквит кој ќе станам понеделникот, сабајле. Станувам и викам, кај се маруните? Битно ми е. Денеска ќе зборуваме за здравата исхрана. Со нас во студиото е господин нутриционист. Господине, повелете во студиото, кој ќе го видите то чедото, тој нутриционистот. То не може да постои колку е неухрането. Вака асистент му треба зад него, вака да го држи како марионетка, дој ток утрото немој да диши вакво. Застана да вика. Да, господине, повелете, кажете ни и на гледачите, значи, како треба да се храниме. Па, треба да се семе во едно со мала лажичка се става во млака вода, се меша нежно, 2 пати налево, 2 пати надесно и се конзумира умерено, шо умерено, море срце златно, абе касни ребро порасни, човеку златен, касни ребро порасни. То се тие дилеми кои ме мачат рано наутро. Исто така, не знам дали забележавте во последно време, поскапи се. Имате забележано да. И најако е што на вести првата работа што ја рекоја е дека се поскапе, се неверојатно поскапе, но има и полошо. Една прекрасна вест. Преубо. Станувам, одам на продавница, гледам охридски варен геврек. Порано на времето беше 10 денари. Рекувам, колку е? 70. А викам, фамилиарно пакување е ова. Шо имат бе, сестро, во гевреков? Читам состав, брашно, добро, и то скапо е сега. Не знам, малку шекер, сол и подобрувач.
Шо е подобрувачов? Од каде? Од Колумбија да не го донесе? Подобрувач. Па до толку што ќе подобри како за 70 денари, не знам. Влегувам во супермаркет, гледам кило јунешко месо, замрзнато при тоа, 500 денари килограм. Првата мисла што ми дојде вака во умов шо теле е ова? Изгледа телево направен имат студирано, 1-2-3 години, и то во приватна квота. Да се плаќале од дома, да се школува тоа телево, имат квадрирано таму, не знам, паѓал на испити и валјда сега сакат да си ги вратат парите вака некако. Не знам. Се поскапе. Струјата поскапе. Мислам, јас одма почнав со рестрикции по дома. Прво што направивме, прв чекор, беше за да поминиме поевтино, намалија пумпата од рибчето на кец. Так. Имам рибче, златна рибка, ја викаме, иначе плашица ќора е. Тоа е типично охридски. И ја намалив пумпата да заштедиме на струја, некако. Рибава почна да протестира. Внатре во аквариумот вака ми праќа. Шо е бе, викам, шо се дериш бе златна, не викај, ало. Кризно време, мислам, што очекуваше. За да не се љутит, пластичен замок и ставив во аквариумот внатре, за да чувствуват дека имат аристократско потекло. Сега си мислит, ја златна рибка сум, ама од цар Самуил ние од на времето имаме потекло. Што друго? Струјавот ко поскапе, ги извадив сите осигурачи од подома и му реков на децава, готово, сега ќе играме покер на осигурачи. Готово. Кој што ќе победи, ќе може да се истушират мило. И му викам, струја палење, дома никако. Никако сонце мое. Значи, можеме подобро. Некогаш место сијалица, чедо мило, вклучете малку интуиција, бе, мајко му стара. Како? На фрижидерот го исклучив очтек, почнавме да му пуштаме депресивна музика, за да му е ладно, студено внатре во душата. Ставив налепница, затворено од ујапа. Отвори ако мораш. То се тие некои моменти. Си викам, какво време дојде, какво време дојде на човек не му се исплаќа, не дај Боже струја да те фати, ке речат го опра парата.